Ке зборуваме конечно за убава тема, ќе се тргнеме од политичките случувања. Марина Чадо ова утро е тука, која што е извршен продуцент на Пијано Форте, воедно и собственик и професор по виолина. Господја Марина, добро утро. Ви благодарам што сте ова утро со нас и ќе си направиме, верувам, релаксиран муабет. Исто и јас ви благодарам. Ви благодарам за поканата. Нам ни е прв пат да гостуваме на вашата телевизија. Така да... Да, се надевам прв пат, но не и последен, секако нема да биде последен. За успесите за дечињата ќе зборуваме. Малку се намалија овој период поради коронавирусот и неможноста за патување, нели, на меѓународни сцени. Ајде да ве прашам, излеговте како победници, ќе кажам, од овој период што беше едно од ретките училишта кои што ја завршија годината, нели, на време. Колку беше тежок период за вас што помина и на што се должи успех? Да, најточното прашање на кое што ние сите колеги во училиштето сакаме да дискутираме беше во ова време едно невреме. Така самите си го крстуваме овој период. Многу беше изненадувачка промената и бараше брзи реакции на целиот тим. Првите 2 дена морам да кажам како владата прогласи карантин, затварање на училиштата. Месец март. Да, тоа беше почеток на март, втората недела ми се чини се точно 14-16, тука негде беше. Датумот точно не го помнам. Но знам дека првите 2 дена јас како еден од собствениците на училиштето и најодговорен практично и за колегите, и за колективот, и за учениците, се најдов исто како и мојата партнерка, се најдовме во една ситуација во која што 2 дена не ловеше конфузија, значи општата конфузија на планетава која што се појави во еден момент. Да. Но среќна околност беше што брзо излеговме од таа конфузија, наблюдувавме многу што се случува околу нас, што прави светот, како кои чекори ги превземаа некои одредени училишта, системи по светот и се одлучивме и ние да влеземе во таа колотечина, која што беше онлайн настава или настава на далечина. Не знам како ние имаме на македонски и онлайн настава не е погрешно да се каже, да. Добро, тоа се прифатени термини кои што влегуваат во секојдневниот, во сленгот, да речем. Да. Беше многу интересно, бидејќи ние како музичари пред се ослонуваме, се потпираме на звукот. И значи звукот е главното нешто кое што едно од главните елементи, да речем, кои што ги гаиме во текот на наставата. И сега наеднаш вие сте на еден звук механички, сите сме свесни како знае да биде тоа на интернет, но ќе ви кажам дека со огромна соработка меѓу колективот, со проучување, изучување брзо, значи влеговме во една се активиравме и почнавме да истражуваме што е најдобро, така да откривме и на која платформа најдобро можеме да ја одржиме наставата, кои алатки да ги користиме, како методолошки да пристапиме, бидејќи едно е вие кога соработувате во во живо, да. Нели, друго е сега вие сте на дистанца, па морате многу со комуникација да објасните, значи комуникацијските, да речем, вештини на луѓето треба да бидат на ниво за да можат да одговорат на сите тие барања. Да, сакам да ве прашам за секако комуникацијата, но и конекцијата. Многу често на социјалните мрежи на ваков начин на учење доаѓа до проблеми со конекција, а доколку дојде звукот, како што кажавте, најбитен е проблем. Како ги решававте овие моменти? Видете, ние значи немавме некој искуство претходно за да бидеме спремни. Што ќе се случува и што не очекува. Во текот на работењето како излегуваа проблеми, така ги отклонувавме. Значи се разбира. Интернетот во еден период беше презафатен, како да речам, оптеретен. Па моравме, понекогаш ги прекинувавме часовите, па ги продолжувавме. Ако наставата траела 30-40 минути, зависно од часот, го продолжуваме на сат време. Значи, многу одговорно, многу професионално и многу честно сме се однесувале према тие часови, бидејќи сметаме дека со тоа
со тој некој наш напор, желба во оваа ситуација да обстанеме, јас мислам дека многу среќа во многу домови донесовме, но тоа е друга тема, можеби и подоцна, и тоа ќе го проговориме. Сега во моментов да ви кажам дека сите тие технички проблеми најчесто на почетокот ги откривавме меѓусебно, која платформа како работи, каде е подобар звукот, доцнењето на звукот после сликата, видеото или обратно. Сето тоа беше на некој начин нешто ново за сите нас, но ние сите пробувавме преку некоја професионална гледна точка што е потребно вие да направите за ученикот, тоа практично и да го направите. Ако треба ќе го продолжите часот и така натаму. Колку беше конфузно за самите ученици, зборувам на почетокот. Татко ми е професор по музичко во основно училиште и лично дома го гледав тоа, колку на дечињата не им е јасно што се случува. Колку кај вас беше тешко? Се ќе ви кажам, ние за среќа поминавме многу хајде да не речам лесно, сакам да кажам дека беше лесно, но беше многу едноставно. Најде подобро да го искористам тој збор. Беше едноставно. Зошто? Ние работиме еден на еден. Значи, ние имаме индивидуална настава и во таа индивидуална настава имаме прилика, можност да се посветиме на едно дете, кое што се разбира и претходно многу добро го знаеме. И знаеме кои се неговите појаки страни, кои се неговите послаби страни. Со помалите, да речеме, ученичиња, таму 7, 6 годинки, 8, многу и родителите беа присутни во наставата и јас можам да ви кажам дека вонредни успеси имаше кај некои деца. Еве сега додека зборувам, се чувствувам многу гордо и успешно во овој период да кажам дека во една ваква хаотична ситуација и волку нестандардна обука, пренесување на знаење, сме имале дури и неочекувани резултати. А тоа сето се должеше, беше многу интересно да се анализира отпосле, значи а постериори, ние сега пред кратко ја завршивме школската година, имавме прекрасна една анализа што се случуваше, значи кај одредени деца кои што вообичаено на таа возраст се многу дисперзирани, растрчани, разиграни, живи и кога ги имате во живо, вам ви треба еден друг начин на приод за да ги донесете на час практично. Нели во наводници, тие се на час, ама не се присутни. Сепак се дома. Да, но сега, ова зборувам за кога бевме во училиште, но сега кога сме дома, они разбраа дека мора да се фокусирани, дека мора од другата страна многу внимателно да го слушаат и да го почитуваат тоа што се бара од нив за да соработуваат. И морам да ви кажам, од многу такви живи деца добивме неочекувани резултати на една фокусираност, една послушност, посветеност. Верувам дека колку и да ви одмогна овој период, толку ви помогна, бидејќи имаше карантин нели од 16 часот, цел ден сме дома, што ќе правиме, дечињава сигурно вежбале со своите дома. Сакам да ве прашам сега како се одвиваа часовите, кој е принципот на вашата работа и колку професори има во пијанофорте? Значи во пијанофорте има 19 професори кои што покриваат неколку инструменти и предмети. Имаме виолина, пијано, гитара, тапан, имаме поп оддел каде што имаме и електрична гитара, имаме значи пење, имаме солфеш и теорија, тоа е еден предмет кој што ги соединува, да речам, на некој начин сите инструменти, ги описменува децата, нели? И ја развива нивната музикалност. Значи, часовите исто како и во наставата претходно си беа договорени во договорени термини. Ние, морам да признам, како колектив, прилично се прилагодивме на потребите на децата и на родителите. Ја разбравме нивната ситуација, иако они беа дома, во многу случаеви имавме родители со уште помалечки дечиња на кои што мора да им се посветат, па моравме така да ги направиме часовите за да биде макар едниот родител слободен да му помогне на детенцето, или пак некои деца
Додуше доста подоцна, освен во некои школи, почна и со интернетна настава во нивните матични училишта, така да и таму беше малку хаотично, па на сабајле, па попладне, па за ручек, па така да на почетокот се договаравте. Се договаравме, имаше добра волја од сите страни. Тоа сакам да го потенцирам. Неверојатен народ сме, значи се воодушевувам на, ајде да речем, на карактерот на нашиот народ, дека знае во вакви ситуации да се постави. Знае да го најде начинот како да излезе од невозможни ситуации. Значи, во многу мала мера, да речем, имавме ситуации кај што многу требаше да бараме начини, чариња како да ја спроведеме наставата, но во 90% случаи Родителите, верувам, тука биле многу Родителите беа прекрасни. Значи, ние всушност сега ги запознавме родителите како што треба до сега, верувајте ми. Родителите си беа многу зафатени, ние не знаеме што во нивните домови се случува нормално. Да. Но сега преку оваа настава, сакале некеле, ние влеговме во нивните домови. И тука видовме едни прекрасни млади родители кои што и покрај се трудеа максимално да дадат најдобро нешто за своите деца, и со оваа настава ние мислам дека произведувавме ментално здравје. Впрочем, да се подсетиме дека меѓу мерките за менталното здравје, препораките на владата, една од препораките беше свирете инструмент. Не беше бавете се со музика или слушајте музика. Свирете инструмент беше. Тоа толку не фасцинира, кога го прочитавме после 2 недели, можеби, откако ние веќе на големо ја теравме работата, што, викаме, се замисливме, всушност колку е важно ова образование за најмладите. Да, и периодов имавме можност да научиме нешто за кое што сме немале време, да фатиме да свириме гитара или што и да е. Добре, убаво е да се слушне дека некој бил совесен периодов и дека некој почитувал мерки заради тоа што ние нутринскава, богами, бајаги теми отворивме каде што не се почитува мерките. Сакам да споменам, видов на социјалните мрежи за 1 април. Имавте многу интересна, дали да нарачам кампања или ете моментна едукација, дечињата со маски. Да. Значи, тие беа се ад хок, брзи идеи, решенија. Навистина има многу креативен колектив, исклучително креативен. Има неколку од тие колеги го сонуваат училиштето наше. Верувајте, помлади колеги, они работат многу помалку од нас. Меѓутоа, толку се нашле во оваа професија, толку многу ги сакаат децата, што се спремни на игра во секој момент. Значи, во цело тоа невреме, морам да признам на некои од тие помлади колеги, со огромна благодарност, смислуваа најразлични игри. Една од тие игри беше дечињата да се маскираат по дома, бидејќи мали деца, тие едва ги чекаат тие настани, за да го разубават, за да си поиграат, просто да кажам. Се забавуваат. Да. И направивме една таква акција, значи сите дечиња кои што сака, беа во можност и беа спремни да снимат нешто од материјалот кој што го работевме во меѓувреме. Снимија, ни испратија видеа, ни испратија не само слики, кај некои имавме и прекрасни видеа со музика. Да, домашни концерти. Да, домашни концерти. Беше многу, значи беше таква радост за цело училиште и за сите родители. Значи, одговорот на тој настан со денови се должеше, се одвиваше. Го забележав и јас на социјалните мрежи. Малку сакам да позборуваме, да ве прашам за периодот што беше пред короната. Пијанофорте, како што кажавте, постои повеќе од 20 години. Па 20, рано 20. Факт е дека е можеби најдоброто училиште за музика во Македонија. Факт се и наградите, околу наградите сакам да прашам. Колку награди освоивте во 2020 година до месец март, кои се позначени? Сега ќе ви кажам и ќе кажам дека ова година, практично 2020, ни е јубилејна година. 20 години од постоење. 10 ви благодарам. Нека ни се може. Уште една нула да има на крајот. Да, тоа ќе биде убаво да се остави нешто такво за себе. Убаво. Луѓето да те памтат по нешто такво е многу убаво.
10 години функционираше како училиште само за пијано и после 10-та година 2010 го проширивме и ги воведовме и другиве инструменти и предмети. Така да 10 години сме во проширен состав. Училиштето, значи, работи по сите стандарди. Што тоа би значило, еве вака за јавноста да кажам, бидејќи ние знаеме во нашето општество имаме државни, имаме приватни школи, имаме училишта кои што даваат некоја додатна настава, малку математика, малку англиски, малку спортски школи, така натаму и така натаму. Значи, ние сме едно училиште кое што се заснова врз принципите и врз програмата, врз државната програма, кое што со години бара на некој начин да биде ставено во рамките на таа програма или да биде препознаено од нашето министерство и држава дека ние не само што ги следиме стандардите, туку во некои случаеви сме дури надстандардни, бидејќи кај нас не се оди на бројка, кај нас се оди на директно барање, изискување од секој ученик да се извлече максимумот. Така да и од многу начелно земено просечно талентирани деца добиваме перфектни резултати. Имаме своја методологија, но ние ја следиме програмата која што е зацртана. Значи не можеме да откриеме како викаме топла вода, таа е откриена. Сегде во светот така се работи. Ние само методолошки приоѓаме на многу поинаков начин. Тоа се одвива, методологиите и начинот на педагошкиот пристап е многу различен, бидејќи ние работиме на обуки, со обуки цело време. Значи, нашиот кадар постојано следи семинари, работилници и така натаму и така. Ова е еден бекграунд да дадам. Награди бројни. Еден куп. Ова година, значи, прво полугодие освоивме некои 4-5, нека не се лутат и да се фаќат за збор, значи ни родителите, ни професорите. Мислам дека добре кога не може да се погоди 5 награди во прво полугодие имавме, тоа беа претежно виолински награди, први, втори. Зборуваме за меѓународни награди? Ова е надпревар кој што се одвива во Охрид, е меѓународен. Комисија меѓународна и така натаму и така натаму. Сега во периодов на корона, тоа беше најфасцинантно. Дојдоа, значи, колешките по пијано со една идеја дека имаме прекрасни деца кои што секоја година одат на превари, зошто годинава да ги оставиме без таква една игра? Ајде да ги спратиме на со аудио, значи снимки, аудио и видео се испраќаа снимките во Украина и во Смедерево, тоа се два меѓународни надпревара кои што годинава, бидејќи се одвиваа на овој начин, беа не меѓународни со големо М. Значи, ако предходно биле локално меѓународни, значи локалните земи учествувале, како овој во Смедерево, знам дека претежно регионалните земи, овој пат од цел свет имаше. И сега во една таква, да речам, конкуренција, значи од 5 настапувачи имавме 4 први награди, една втора. Втора висока, сакам да кажам, во потешка категорија. Значи, децата се покажа перфектно и колегите сите бевме презадоволни, пошто тоа е потврдата. Тоа е потврдата и показател за пијано форте и за вашата посветеност и работа и професионалност. Пред сега верувам дека дечињата се многу помотивирани кога ќе добијат награда, мислам сите сме во животот. Тоа е нормално. Признание тоа, знаете, тоа некој ви признава дека нешто добро правите. Не е тоа бројка. Тешката работа која што сте сработеле, некој ви ја вреднувал. Како за крај на разговорот во интерес на времето, што е планирано сега периодот што следува? Сега е распуст или што? Сега е кај нас најактивно од кога и да било. Значи, званично училиштето заврши на 10-ти, ние ги направивме сите можни испити, имавме преку 30 онлайн концерти, вакви настани како за 1 април, многу снимки, видеоклипови кои што топрва треба да се продуцираат и да излезат за цело лето, имаме материјал. Продолжуваме со работа бидејќи сметаме дека ситуацијава како ја гледаме се, како се одвива, не ни дава можност да мислиме дека
слободното време кое што и понатаму сега ќе биде уште поголемо од претходно, дека имаме со што корисно да го исполниме, освен со некои вакви уметнички работи и спортови се разбира, така да ние сме отворени за време на цело лето, повеќе или помалку, сигурно колегите ќе одат и на одмор. Тоа е еден договор практично и молба од помладите колеги да работат, бидејќи они исто така се најдува во една ситуација на мирување, како да кажам, кога работите од дома не сте многу активни, така да беа желни да си продолжат да работат, зошто да не, значи летна школа оди во меѓувреме, така да сме отворени и почнаа веќе да се јавуваат само онлайн, значи нови ученици со кои што имаме неверојатен успех, бидејќи за нас е ново. Ние исто така сме одушевени дека луѓето веруваат и дека има апсолутно успеси. Нема дете кое што не напредуваше. Само во интерес на последниот клип и тоа што сакате да го пуштите, ова е само да дадам едно појаснување од поп одделот, проект кој што заедно го споевме со класичниот оддел на виолинистите. Огромна благодарност до Виктор Ангелов, виолинист, познат, признат, извонреден, го знаеме сите, кој што посака со нас да соработува, и на другите колеги кои што активно учествува во овој проект. Тука се Кристина, Сара, Љубо, помалку и јас. И воопшто на целиот колектив и огромна благодарност. Да, најавивме едно видео кое што ќе го видите за некој момент, само да ви се заблагодарам за гостувањето и за позитивната енергија што ја внесовте утринава во Добро утро секој утре. Јас ви посакувам многу среќа и успешна работа и се надам дека што побрзо ќе се нормализира се. Да останеме здрави, да останеме спремни за тоа што ни доаѓа, да не се повлекуваме од животот, да останеме во животот каков и да е. И да бидеме разумни. Нормално е музиката ќе не сплоти повторно сите заедно, а вака убав разговор како би се завршил ако не со убава музика и да видиме на дело, конечно, учениците колку навистина се добри. Благодарам. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was all